Многу се радувам искрена да бидам, еве кога ќе поврземе сега некое руско потекло кое што ни има и нашиот прекрасен гостин млад дух во нашето студио, најубавата иднина и надеж за нашата љубава Македонија. Васија Мицковски, добре ни дојде. 2 книги до сега, Сета боја за црнината, Апокалипса на младиот роб Сузе повели. Васија, како што кажав, многу ми е драго што ќе бидеш наш гостин. Јас веднаш ќе препуштам разговорот, само ќе те прашам, наутро што сакаш да се напиеш? Наутро чај, јас сум по чајот. Ние имаме тука овошен, каков да биде чајот или било, не е проблем. Не е проблем. Добро, јас ќе ти подготвам чајче за добре дојде. Фала ви ти благодарам за Сузе, да не сакаш уште нешто за љубезноста, па јас кафето се уште си го пијам, бидејќи го уживам. Твоето кафе беше одлично, еспресо од нашето студио. Васија, добре ни дојде за прв пат во утринската програма. Добре ве најдов, ви благодарам за приликата. Задоволство и привилегија да имаме гостин како тебе. Со само 18 години, матурант во гимназијата Орце Николов, веќе 2 романи, едниот издаден на 16 годишна возраст, тоа е овој, и новиот кој што ќе ја доживее својата промоција на 19 февруари во твојата гимназија во 18 часот и 45 минути во холот на Орце Николов ќе се случи голема и убава несекојдневна промоција на вториот роман. Васја, исклучително талентиран, многу насочен кон твојата љубов, пасијата, истражувањето, литературата, убавиот збор и на некаков начин би рекла ти си збороосуденик, зависник од убавите зборови. Може да се рече. Од кого го наследи ова? Па, видете, јас мислам, мојата инспирација дури не би ни темелел толку на некакво си наследство. Јас имам, баба ми е докторка, прадедо ми беше исто така еден од најпознатите доктори во нашата земја и верувам дека мојата комуникација со него, моите разговори со него, меѓутоа и воопшто моето градење како личност изминатите неколку години, веројатно ме довеле до ова што сум денеска. Така да би рекол дека инспирација црпам секојдневно од се што гледам, од светот кој што драматично се менува и сега ние како автори се трудиме да го пресечеме тој пат, да најдеме некоја средина и in medias res да докажеме зошто треба нешто да се опише и зошто е тоа толку важно за совремието во кое што живееме. Така, ти си македонскиот Хари Потер. Така констатиравме, нели? Така тоа често го добивам како коментар. Бидејќи првото појавување на Васија во непосредна близина. Тоа е нашиот македонски Хари Потер. Да, македонски, така, нели? Сета боја за црнината е роман во кој се зборува за што? Тоа е роман во кој што се зборува за уметност. Сега, колку и да звучи тоа абстрактно, уметноста е нешто кое што не води во животот. И веројатно најважното нешто кое што ние како луѓе мораме да го сфатиме во еден современ контекст е иманентната природа на уметноста. Зошто е природата на уметноста иманентна? Зошто не е трансцендентна? Затоа што ние уметноста верувам дека не живее надвор од овој свет. Таа не е нешто апстрактно кое што ние сега треба да го дофатиме со нашите познавателни способности, со нашата креативност. Туку таа е тука, денеска, сега. Главниот лик Фјодор, кој што е воедно именуван според великанот на руската белетристика и книжевност, Достоевски, кој што исто така пак е и на друга страна го води животот на еден од најпознатите руски композитори Игор Стравински, е всушност инкарнација на еден секојдневен уметник. Тој се соочува со забрана, со цензура, тој се соочува со забранета љубов на крајот на денот, иако знаеме дека љубовта и музите на авторите и на уметниците биле најважни и не можат никогаш вистински да бидат забранети. Меѓутоа, зошто е важна, би рекол, карактерната пројава на Фјодор, затоа што таа го објаснува нашето интроспективно сваќање на нештата како уметници и затоа што и всушност почетокот на делот е во 2040 година. 15 на години во иднина, па Фјодор се навраќа ретроспективно на својот живот, сакајќи да покажам дека оваа перцепција за уметноста, ова наше стрелање на убавицата, како што ќе видиме метафорично изречено во романот, не влече некои временски корени. Тоа е надвор од времето, затоа што оваа пројава на уметноста е нешто што се провлекува од историјата на човештвото
и како љубам јас да кажам, ја следи модерната филозофија на информацијата, која што вели дека секоја нешто има своја информација која што ја враќа кон космосот како звездана прашина. И повторно таа се враќа кон човекот во различни пројави како што се љубовта, знаењето, креативноста, пишувањето, храброст. Да. Додека го слушам Васја, имам впечаток дека и јас и ти со сите наши години и животно искуство немаме ваков вокабулар како него, нели? Да. Меѓутоа, младоста која што ја има и знаењето и познавањето се гледа од колку години читаме книги? Па јас од 6-7 години читам книги, меѓутоа вака по-стручни, да речеме филозофски или романи, белетристика од 12-11 така, а сега имаме? Сега 18. Па ние на тие години ги читавме овие книги за да имаме ваков вокабулар. А и ние нешто и читавме, туку што читаат неговите врсници денеска, тоа мене многу ме загрижува. Браво, Васја, сега ти чест. Како да сме на предавање со Суза. Да, навистина се чувствуваме толку ни фалат зборови за да можеме да разговараме вака паралелно со тебе на нивото на кое ти разговараш, а во нашиот непосреден разговор пред да влеземе во студиото, пак Васја ни откри дека многу голем дел од неговото слободно време има интересни разговори со неговата баба. Така? Да, па со баба ми, со прадедо ми, јас сам се навратив на баба ми затоа што таа е позната докторка. Меѓутоа и незиниот татко, прадедо ми, како мал од 5-6 години, јас ги памтам многу добро разговорите со него во куќата во Охрид, каде што заедно многу е интересно како го памтам практично речиси секој збор. Ретко кога се присеќавам така на некој нешто толку живописно некако ги третирам. Кој е најголемиот совет или мудрост која од нив ја имаш слушната? Возрастните имаат голем број на мудрости. Мудроста најголема веројатно е од прадедо ми, тој секогаш ми велеше да бидам добар човек. Меѓутоа тој тоа го кажуваше така со некоја таква леснотија што мислам го сваќав како нешто што морам да го прифатам како точно. И дека сите мора да бидат добри. Дека тоа ми беше некоја таква Кантова максима. Кант вели дека добротата и дека доброто однесување е наша должност. Императивна, категорички императив, ние да бидеме добри. Само кажи ми, се извинувам, Васја, шеќерче дали треба во чајчето? Не, јас горко го пијам. Горко, природно, благодарам. Повели од срце. Благодарам многу. Пожертвено за тебе. Вакво дете што имаме ние во Македонија, секоја чест колку се горди. Ти си вистински дијамант за твоите генерации. Јас многу би сакала кога твоите врсници навистина би се огледале на тебе, би се дружеле со тебе и би имале можност и да научат нешто од тебе и од таквите како тебе. Орце Николов е позната како гимназија со многу високи критериуми, со многу петкаши, со многу строги правила и верувам дека не си ти единствениот можеби кој има ваков пристап на животот и вакви успеси ниже, но можеби и си сепак единствениот. Како те доживуваат твоите врсници, ме интересира? Дали си чуден во нечии очи? Па можам да потврдам дека сум чуден во очите на многу луѓе, меѓутоа јас сватив, има една многу позната песна од Шарл Бодлер, Албатрос се вика, каде што уствари поетот сваќа дека на крајот он мора да се спушти на земја меѓу своите врсници, да не биде вивнат во некој небеси безполезно да талка по некој одговори, па јас мислам дека тоа успешно го направив. Малку морав да предадам дел од својата креативност за да зборувам со некој што треба да ги читаат моите дела на крајот на денот. За да имаш и со кого да разговараш на голем одмор. Меѓутоа јас морам да признам дека во Орце, еве тука упатувам голем поздрав до моите најблиски пријатели. Еве можам имиња да кажам, ако не е проблем, до професорката Маријана првенствено, до мајка ми, татко ми, до Дарија, Јана, Марко, Ведран. Значи, како што ви ги набројувам сите овие имиња, можете да разберете дека Орце има навистина многу вакви дијаманти, кои што верувам дека вие ќе ги препознаете некој ден. Музичари, писатели, таленти, пејачи. Така да јас ти пишуваш и драматуршки дела, пишуваш за вашите проекти кои таму ги организирате. Да, со професорката и со една цела екипа во училиштето, која што упатувам огромен поздрав, тоа е драмскиот клуб. Заедно пишуваме драми, јас и мојата блиска пријателка Амелија го пишуваме текстот, значи сценариото. Амелија Ончева? Амелија Ончева.
Амелија е уште еден дијамант, моја поранешна ученичка, многу ќе ја поздравиш и на вистина сте срекни што имате еве вака иста креативност, иста енергија. Но тука да остане креативноста, така ли е во Македонија? Се надеваме сега, тоа е веројатно и подсвесно приказната и мотивот за целова, меѓутоа јас длабоко верувам дека светот сепак останува во наши раце, во рацете на младите, затоа што новото сонце ние не можеме да го третираме со некои стари сеќавања, нели Хераклит вели секој ден ново сонце, секој сонце одново гори. Кој што вели, како вели, тоа е меморија, сузе која што е врежена. Јас сум толку почестена што не можам да ти кажам колку ми е драго што го запознав ова утро Васја. Се трудев да го запознаам низ едно поранешно негово интервју на еден друг медиум, но ми беше, но и не ми беше толку јасно за каква личност се работи. Ти имаш толку големо знаење и толку таленти, што навистина би сакала оваа наша земја да го искористи твојот талент, да останеш овде, да ни бидеш светилникот кој силно ќе свети и ќе не просветлува и сите нас. Ви благодарам многу, тоа го посакувам и за сите млади луѓе во државава, затоа што еве упатувам порака и до нив. Ако ние не го направиме ова, кој ќе го направи тоа за нас и десетици години од денеска ќе се навраќаме на новија приказни и ќе сватиме дека мотивот сме требале да го влечеме уште кога сме биле млади. Ако тоа го не го сториме денеска, можеби ќе биде предоцна. Сузе, покрај пишувањето морам да прашам професијата која ја сакаш во иднина за да допринесеш за доброто на оваа земја. Јас уште како мал велев дека сакам да видам уставен судија. Тоа ми беше првото нешто. Па велам ајде ако нешто поправаме, нека биде тоа судството кое што е најбитно. Колку би сакала да. Да, тоа ми е следен чекор. Мислам амбициите ми се продолжување на правни студии, така да ќе видим и во тоа поле како ама нека не те одвлечат од креативноста и пишувањето. Покрај пишувањето. Тоа си пишувањето си го третирам повеќе како хоби, времето за тебе, Васја? Затоа што ако се посветиме нешто професионално што го сакаме, друга перспектива добиваме за истото нешто. Ако остане како љубов, некоја скриена на некој наш орман, нека биде љубов која постојано ќе те подсетува дека е тука, дека ќе ровари, дека ќе те подсетува дека должиш на твојата читачка публика. 19 февруари, 18 часот и 45 минути, хол во Орце Николов. Влезот е слободен за сите. Влезот е за сите уметници инспирирани. За сите уметници, за сите љубители на убавата книга и за оние кои ќе сакаат во живо да го сретнат Васја. Не знам после овај разговор кој нема да сака да го сретне, да го запознае, да му стисне рака и да го добие неговиот потпис. Таму ќе може и да се купува, да се набави овој роман. А после неколку, мислам една недела отприлика од сега ќе може и во продажните места на 3. По сите продажни места на 3 да се купи. И јас верувам дека допрва ќе слушаме за Васја Мицковски и ќе бидеме многу горди што тој е ова утро еден од нашите гости. Верувам и нема да биде ова единствен пат, туку ќе те гледаме што почесто и очекуваме нешто ново и понатаму од тебе. Ви благодарам многу за приликата и за поддршката. Васија, професорите, кога сакаш некое прашање да им поставиш малку вака, се грижат што ќе ги прашаш, па ја вртат главата настрана од тебе? Има такви случаи. Па јас се поретко поставувам прашања, За да не ги засрамиш. Не, со професорите имам најубава комуникација, меѓутоа поретко поставувам прашања, сега малку кон интроспективното сум повеќе посветен. Секоја ти чест, да си жив и здрав, успешна промоција, многу книги, пишување и да го средиме судството, како што кажа. Така е. Тоа го чекаме, бидејќи довербата мора да ја вратиме во судството, а ако се барем половина од луѓето во правосудниот систем на твое ниво, тогаш на вистина ние ќе цветаме како држава. Благодарам, честа беше наша вистинска. Задоволство големо да те запознам, Сузе, многу навистина ми е задоволство што бев дел од оваа утринска програма со тебе, за да ни го донесеш како гостин и да го запознам лично. Ќе го паметиме овој петок.